Од утре се започнува со нов начин на пациенти инфицирани со COVID-19. Се воведува третман со крвна плазма и озонотерапија, информира министерот Венко Филипче. Станува збор за терапија која се применува во повеќе европски земји, но сепак таа не е погодна за сите пациенти. Има соодветни индикации, не може кај било кого да се аплицира. При лекување со крвната плазма истата ќе се зема од еден пациент за кој што е утврдено дека е во фаза во која што има антитела, што може да се дадат на друг пациент, и озонотерапијата со оној апарат кој што го има кај нас ќе почне во болницата 8 септември, рече министерот Филипче. Во меѓувреме, за 7 до 10.000 денари ќе се намалат цените за погребални трошоци за починати пациенти од коронавирусот. Намалувањето ќе зависи од местото каде починатиот ќе биде погребан. Досега за лимени ковчези и транспорт, погребалното предпријатие Бутел на семејствата на покојните им наплаќаше и над 40.000 денари. Општина Свети Николе пак обезбеди дезинфекциони средства за домакинствата. Формирани се 3 екипи кои од утре со возила ќе поминуваат на претходно утврдени пунктови низ градот и ќе носат раствор за дезинфекција, а сите заинтересирани граѓани можат да наполнат максимум 5 литри од растворот во сопствени садови. Препорачливо е тоа да бидат пумпи за прскање. Информираат од општина Свети Николе. Во меѓувреме, Штипскиот совет се подготвува за редовна седница, но наместо во сала, советниците ќе седнат пред компјутер. Ќе имаме и седница на Совет на општина Штип по електронски пат, каде што ќе продолжиме со работа, со одредени по-неопходни мерки кои што треба да ги разговараме, олеснувањата за граѓаните и се она што е потребно во неопходното функционирање на општина Штип. Во текот на изминатиот викенд, на ниво на СВР Штип, 28 лица не ја почитувале забраната за движење, при што приведени се 27 лица, од нив 8 малолетни, а на едно лице земени му се податоци и ќе следуваат соодветни мерки. На 11 лица им се издадени решенија за изолација. 27 лица потпишале изјави за самоизолација. Од страна на полициски службеници извршени се 169 контроли кај лица во изолација и 456 кај лица во самоизолација.